Од септември за прв пат се воведува продолжен престој во штипската деветолетка Гоце Делчев. Бесплатно ќе бидат згрижени ученици во текот на целиот ден, а предност ќе им се даде на најмладите од прво до трето оделение. Сите ученици ќе бидат згрижени од 7 до 16 часот секој ден. Само морам да нагласам дека се работи, приоритет ќе имаат, бидејќи капацитетот е околу 30 деца, приоритет ќе имаат учениците од прво оделение што ќе се упишат во училиштето Гоце Делчев. Ова меѓу другото го најави директорот Димов при резимето за работа на институцијата изминатава учебна година. Во меѓувреме се работи и на планот ово училиште да стане мултиетничко во вистинска смисла на зборот. Во соработка со локалната самоуправа донесовме нова реорганизација која беше изгласана од Советот на општина Штип и правилник за упис на ученици во прво оделение. Со дополнителни мерки се надевам дека навистина во наредниот период ова училиште ќе биде вистинско мултиетничко училиште, односно едно општество за сите. Исто така, се работи и на подобрување на условите за учење и работа. Наскоро, со помош на германската амбасада, ќе се опремат повеќе кабинети, а желба на сите е ово училиште да стане прво дигитално училиште во општината. Голем успех е она што успеавме да аплицираме на проектот, на јавниот повик на проектите за меѓугранична соработка, каде што сме едни од тројцата апликанти на ниво на град за опремување на училиштето, односно доколку помине тој проект, а вредноста на проектот е негде околу 200.000 евра, би било првото дигитално училиште во источнопланскиот регион на Република Македонија. Директорот Димов изминатата учебна година ја оцени како успешна, а доказ за тоа се и големиот број на освоени награди на учениците на општински, регионални, државни и меѓународни надпревари.